Добар ден, криптоентузијасти. Денеска почнуваме со Altcoin недела, а со тоа и првиот коин, тоа е Horizon Zen. Но нормално, како и секогаш на самиот почеток мораме да поминеме преку оние домашна работа, како би рекле, се што се случува на нашиот канал. Меѓу кои нормално првата и најбитна ствар која што мораме да спомнеме е утрешниот настап на CryptoGame во CryptoHub Малта. Значи се очекува да има доста луѓе, оние кои што се наши македонци во Малта ги поканувам уште еднаш. Во Сохо де Стренд во Гзира 7 часот попладне, повелете слободно. Значи ќе биде доста интересна темата. Јас успеав да ја преработам оваа презентација затоа што сега веќе е многу попозитивна за нас, затоа што нели моравме да смениме некои работи во однос на криптовалутите, затоа што имавме памп во последниот период, така да знаете, значи идејата на оваа да речем презентација е да ги споредиме криптовалутите со сите нивни карактеристики и акциите, нели нормално сите нивни карактеристики, да видиме кој практично е по профитабилен за инвестирање на долг рок. Така да, верувам дека ќе биде интересно. Повелете, уште еднаш ќе напоменам, малку едукација, малку стендап, ќе има доста интересни моменти. Исто така, значи уште еднаш морам да напоменам, значи чекаме одобрување од Patreon. Наскоро треба да завршат 3 месеци откако веќе ја имаме нашата заедница. Откако ќе завршат, Patreon ќе ни овозможи да имаме и годишно членство. Штом тоа ќе биде направено, значи ова е направено затоа што многу од вас ни побараа. Веднаш ќе го доставиме до вас. Значи ќе биде ставено како опција да може да платите годишно, нормално ќе биде со соодветен попуст и на тој начин, нели, веднаш штом ќе платите годишно, едноставно за цела една година ќе бидете дел од нашата заедница без никаков проблем. Сега ќе објасним и што е оваа заедница нормално, значи овдека е Black Friday исто така, значи се уште до 2 декември како што ветивме, значи имаше повеќе од 25 нови членови кои што се приклучија со оваа програма. Значи Black Friday попустот моментално со овие кодови кои што ги гледате, значи може да се приклучите на нашата Patreon заедница со соодветните попусти кои што ги гледате на овој постер, со тоа што линк до видеото каде што објаснуваме детално како да го искористите попустот и како да влезете на нашата Patreon заедница ќе биде во дескрипција на ова видео. Со тоа што само уште еднаш појаснување зошто е толку битна оваа Patreon заедница, значи уште еднаш идејата е да направиме една заедница на професионални инвеститори македонци кои што ќе може помеѓу себе да разменуваат едукација, информации и нормално, значи тоа е само главната работа која што се обидуваме да направиме, ние нормално се обидуваме да дадеме што можеме повеќе вредност на оваа заедница, со тоа што сите оние кои што се веќе дел од нашата заедница, значи може да видите дека скоро наближуваме над 200 членови, значи сите луѓе ги добиваат овие видеа порано кои што ги правиме на нашиот канал, значи Horizon Zen видеото вие го гледате во 6 часот попладне, ние веќе во 12 часот го доставивме до нашата Patreon заедница, некогаш овие материјали ги добиваат и еден ден порано. Идејата е да им дадеме мала предност за сите оние кои што се дел од нашата Patreon заедница и кои што финансиски ни помагаат да го дигнеме каналот на повисоко ниво. Овдека е нормално и комјунити табот, значи овдека сега сакам да разговарам и за уште една работа која што многу луѓето ме прашаа, 1 на 1 консултации. Значи ќе поразговараме на крајот само да објасниме што и како се случува моментално нормално на нашата заедница. Значи гледате дека веќе моравме да развиеме 5 различни групи за разговор со соодветни теми, каде што гледате дека имаме група за макроекономија и геополитика, техничка анализа, чартови, криптовести, општи муабети и прашања од заедницата, каде што може да видите и сами дека јас учествувам, но најголемиот дел од сето ова што моментално се случува во овие групи е од страна на нашите учесници. Односно се гледате една активна заедница каде што погледнете, значи на еден чарт има 14 одговори во овој, само во ево како пример ви го покажувам ова. Погледнете, значи буквално постојано имаме учество од нашата заедница, значи нови информации, едукација и така натаму, и сето ова е направено со цел да организираме македонската заедница да може да си помага еден со друг, не само во овој bull market, значи ова е само почеток, и многу понатаму. Со тоа што нормално овдека сме и да одговориме на вашите прашања, гледате дека јас активно учествувам во овие дискусии, гледате дека едноставно секој кој што поставил прашање 24 одговори добил, значи 28 одговори добил на секој од прашањата кои што се поставени во нашата заедница. Значи само на тој начин ние можеме да си помогнеме едни со други. Организирани на една платформа да можеме да си помогнеме со се што ни е потребно, како за новите инвеститори, така и за оние поискусните. Нормално овдека си директните пораки до мене, значи јас до сега успеам да одговорам на сите луѓе,
Значи понатаму ќе дадам се од себе тоа така да проложи, значи секој оно кој што е дел од нашата заедница ни поставува прашање директно и јас давам се од себе што можам поскоро и побрзо да одговорам на овие прашања, со тоа што исто така мора да напоменеме дека еднаш месечно сите овие членови на нашата Patreon заедница добиваат посебен тип на лайвстрим кој што е само за нашата Patreon заедница и представува лайвстрим на Microsoft Teams каде што буквално го ја повикуваме целата наша заедница со соодветен линк и разговараме со нив директно, лице во лице. Секој од вас може да ни постави прашање директно и нормално, знаете, сами како на секој наш лайвстрим, јас одговарам на сите ваши прашања за се што ви интересира. Со тоа што многу од луѓето не прашаа уште една битна работа, не прашаа дали ќе има еден на еден консултации. Сега за сега не, затоа што замислете ако јас почнам такво нешто, јас треба да одземам и многу големо време од мојот ден за тоа да можам да го направам. Потенцијален еден на еден консултации, значи пак ова не значи дека јас ќе почнам да давам совети што вие да купувате, но тоа понатаму планираме да го направиме. Идејата е планираме да го направиме кога ќе дојдеме во ситуација да го работам ова значи како бизнис, се разбираме. Значи да се разбереме. Ова е тоа што јас постојано го зборувам, погледнете. Значи овој моментално 1200 евра месечно приход кој што јас го добивам од вас, моментално го користиме за надградување на студиото, го користиме со цел да организираме настани, како тој што го планираме во Велес во крајот на јануари, почетокот на февруари, и нормално да добиеме се што ни е потребно за ова да го дигнеме на уште повисоко ниво. Понатаму кога ќе имаме доволно средства од секојдневната работа на каналот, јас нормално во скоро време планирам да се откажам од моето работно место и да се посветам целосно на каналот, на моето портфолио и нормално на градење на сето оно што ние постојано го зборуваме како майнинг, фарма и така натаму. Но сега за сега се уште не е време, така да во тој момент кога ќе дојдеме до ситуација да можам да се посветам целосно на овој канал, ќе можеме да разговараме за уште повеќе привилегии на Patreon заедницата. Нормално една од нив ќе биде и тоа, консултации еден на еден, нормално за тоа ќе разговараме кога ќе дојде време. Со тоа што уште еднаш во дескрипција на секој од нашите видеа, значи го имате линкот до Patreon заедницата, значи тоа е овој линк, каде што можете, уште еднаш ќе напоменам, со овие кодови да добиете попуст. Во дескрипцијата на нашето денешно видео ќе биде ставено ова видео кое што е буквално објаснување на тоа како може да ги применете овие кодови и да станете дел од нашата заедница и да видите нормално како изгледа активноста на нашата заедница. Уште еднаш ќе напоменам, ова е највибрантната, најактивната заедница на инвеститори во Македонија, па и би верувам повеќе на Балканот. Со тоа што денеска ќе го работиме Zen, ова е последниот блок на кој кој што го работевме во октомври, со тоа што сега ќе работиме Zen прво денеска, а потоа ќе продолжиме со новите коини од новиот блок, а тоа се Коти, Pit, Flow и Kudos. Според вашето гласање се подредени по, редослед на тоа како сте гласале за да ги обработиме истите, со тоа што како го обработуваме ова, го правиме на начин што одговараме група на прашање. Секој од овие коини ќе биде одговорен, ќе ги одговориме овие 6 групи на прашања, каде што поред детално ќе објасниме се што треба да знаете за овој проект од фундаментална и од техничка анализа, нормално техничка база, и на тој начин ќе имате една целосна слика за сето оно што треба да го знаете за овој проект. Сега не очекувате да ги одговориме овие прашања поред. Едноставно како не води темата, затоа што секој од овие проекти е доста различен, така и ќе ги одговараме самите прашања, на крајот сето тоа ќе биде одговорено. И нормално, каде може да ги најдете сите овие коини, значи веќе сме на прагот на 100 коини. Тоа ќе биде јубилејно видео, наскоро ќе биде, се уште не сме дошле до тој момент, но во нашиот канал, значи тоа е посебна плейлиста, а се нарекува анализа на коини и токени, каде што во оваа анализа на коини и токени може да ги најдете сите досега коини и токени кои што сме ги обработиле и нормално погледнете прво овде, дури и да е малку постаро видеото, како една година и половина, идејата е дека овде ќе ги најдете основните информации кои што ви се потребни за овој проект, се разбираме. Значи понатаму како има апдети ние ќе правиме и втори видеа за ова, но сега за сега се обидуваме да опфатиме што можеме повеќе различни проекти. Идејата е да направиме директорија на различни проекти обработени на македонски начин од фундаментален и технички аспект за македонците да можат на македонски јазик да се запознаат со сите овие проекти и на тој начин да можат да одлучат дали потенцијално би инвестирале во некој од нив. Нормално, ова не е финансиски совет, ова е само моја анализа на тоа што моментално сум успеал да го најдам за сите овие проекти, е сестрана анализа и на тој начин прво ќе научите како вие да правите анализа, а второ нормално ќе имате основна идеја за овие проекти и што се истите представуваат, кој е нивниот потенцијал. Тоа е во однос на воведот за днешното видео, а денеска нормално ќе почнеме со самиот коин кој што ќе го обработуваме, а тоа е Horizon Zen.
Сега, Horizon Zen првенствено спаѓа во Proof of Work блокчейни, со тоа што истиот има Proof of Work и има стейкинг, верували или не, ги има двата механизми, ќе објасни малку подоцна. Вториот механизам доаѓа со неговата надграбба на неговиот протокол на 2.0, пак ќе разговараме и за тоа малку подоцна. Но прва и најбитна работа која што мора да забележиме е дека матично Horizon Zen и неговиот основен блокчейн се Proof of Work. Така, значи тоа се како што веќе сме разговарале многу пати, тип на консензус во кој што имаме мајнери кои што решаваат напредни и тешки алгоритмички задачи со цел да им биде дадена дозвола, оној кој што ќе успее најбрзо да ја реши оваа задача, да го запише следниот блок и да ја добие наградата од следниот блок. Значи, реално да кажем, токеномијата на овој коин многу ми се допаѓа, затоа што е копија на биткоин со помала награда. Ќе поразговараме, за сето тоа ќе објасниме. Значи, првата и најбитна работа можеме да видиме дека по маркет кап е енормно мал. Значи, ова се сите моментални Proof of Work блокчейни кои што ги имаме, со тоа што он е на некое 300-то место. Значи, само да видиме каде се наоѓа точно. Еве, погледнете, значи 365 место со 184 милиони долари, значи е стварно мал маркет кап, значи ова е микро маркет кап. Тоа е едно од негативните работи, што јас ќе напоменам, значи дека имаме мала количина на капитал инвестирани во него, посебно со оглед на фактот дека овој коин е уште од 2017 година. Значи во последниве 7 години успеал да собере само 184 милиони долари. Да, има подобри денови кога бил bull маркет, посебно од 2021 година, но сепак. Идејата која е? Horizon 2.0 е веќе практично надградениот блокчейн, надградениот консензус, кој што во себе не само што поседува Proof of Work, поседува и Proof of Stake, зашто ќе разговараме малку подоцна, и истиот е Ethereum Virtual Machine Compatible. Значи истиот поседува Ethereum виртуална машина. Со тоа што главната работа која што треба да поменеме за овој проект е дека е сайдчейн. Значи, иако има свој основен блокчейн, идејата е да биде сайдчейн. Едноставно истиот може сега сайдчейн во оваа ситуација би бил сайдчейн на Ethereum, со оглед на фактот дека има Ethereum Virtual Machine. Значи, од моите познавања, сега повторно не заборавајте дека на крајот од денот јас сум адвокат и економист, јас не сум програмер, не сум девелопер, така да ако нешто грешам, слободно поправете ме, затоа што пак ќе кажам, моите знаења во блокчейн и програмирање се многу ограничени, така да некогаш може би кажувам нешто смешно и би ве замолил да ме поправите, затоа што на тој начин и јас учам. Идејата е дека во оваа ситуација на чистиот има посебен тип на блокчейн toolkit со кој што вие практично можете на неговиот основен блокчейн Proof of Work да направите свој блокчейн кој што најчесто се Proof of Stake блокчейни. Затоа ќе го објасниме малку подоцна. Значи, уште ќе напоменам, истиот има Zero Knowledge Proof и на тој начин дозволува да се развиваат нови блокчейни во неговиот екосистем и да функционираат, нели, помеѓу себе интероперабилно. Со тоа што истиот има и нодови, значи овдека е тоа демонстрирано, значи ова е основата како функционира самиот Zero Knowledge Proof, а дополнително, значи освен тоа што е smart compatible на основниот чейн, истиот има и нодови. Значи погледнете и сами, основниот јазик на кој што е напишан е Solidity, повторно го прави компатабилен со Ethereum, и Horizon нодови, како што може да видите, и понатаму постојат за... Сега, ова, да речем, малку комплицирана ситуација за тоа како изгледа неговиот консензус, значи тоа е дел од токеномијата и тип на блокчейн, за жал не е доволно објаснен. Значи во овој, да речем, white paper, ние генерално имаме идеја за тоа како функционира, како изгледа, но немаме целосна шема. Најчесто ваков тип на блокчейн они даваат целосна шема за тоа да се види како Proof of Work е поврзан со Proof of Stake, како во оваа ситуација нодовите функционираат, значи како што можеме да видиме нодовите и понатаму се активни иако имаат Proof of Work, значи консензус, каде што буквално мрежата, консензусот, значи storage, ова е меморијата на самиот блокчейн, трансакциите, се оди буквално преку самите нодови. Со тоа што и понатаму имаме основен Proof of Work блокчейн каде што мајнери практично ги процесираат, да речеме, овие трансакции. Верувам дека сега тоа е интересно што пак јас го читав овој дел, но едноставно е доста комплициран. Значи во оваа ситуација имате многу комплексен систем на нодови со Proof of Work и Zero Knowledge Proof технологија. Така да интересно е сето тоа и добро е направено, но за жал нема доволно информации. Значи јас барав и, да речам,
некои други, како овој артикл, каде што едноставно може да прочитате прилика како функционира, но за човек кој што е доста лаик, јас пак би рекол дека сум лаик иако се трудам, значи е доста тешко да се склопи сето тоа како една целосна слика, со тоа што пак значи Zendo е протокол кој што го користат за како sidechain да дозволат на било кој да може да изгради свој, да речем, блокчейн на врз основа на самиот Horizon Zen, и Snark е Zero Knowledge Proof технологијата која што користат за да имаат Zero Knowledge Proof. Значи тоа е прилика се што успеав да сватам околу неговиот консензус и тип на блокчейн, со тоа што ова се различните типови на апликации кои што моментално ги нудат. Значи ова е тип на, да речем, бизнис за кој што може да се користи нивниот блокчейн за да, така речено, направите свој блокчейн или своја децентрализирана апликација. Значи AI, machine learning, тоа се оние тренирање на вештачка интелигенција модели, децентрализирани финансии, supply chain management, што ова е слично на VeChain, едноставно така речено со ова Zero Knowledge Proof технологија, каде што ви дава енормна приватност, значи тоа е идејата на Zero Knowledge Proof, значи ви дозволува да имате приватност на вашиот блокчейн, значи практично ви дозволува да имате supply chain, односно тоа е логистички ланец кој што ќе биде целосно приватен, значи нема да иако е јавен, нема да може да видат што уствари се случува на самиот чейн. И за гейминг, значи тоа гледаме и овдека некои интереси како дигитален идентитет, нормално овдека е потребна приватност, за иако вие може да го користите ова како, значи идејата на Zero Knowledge Proof, кога вие користите ваков тип на технологија за да докажете вашиот идентитет онлайн, вие практично без да треба да го покажете документот, преку оваа технологија потврдувате дека вие навистина го поседувате овој документ и е валиден. Се разбираме? И другата страна не мора да го види, а знае дека е валиден преку оваа технологија. Така. И healthcare, значи во здравство. Сега тоа е во однос тоа што они практично нудат, со тоа што сега веќе имаме, како што кажав, Horizon Zen, тоа е вториот дел, значи надграбата која што е моментално направена, со тоа што преку оваа надграба они буквално имаат, тоа е на некој начин надграбата која што успеав да сватам. Оваа Zero Knowledge технологија која што претходно била на Proof of Work, сега ја прават на Proof of Stake со нодови на својот екосистем, а тоа е ION. Значи тоа е екосистемот така наречен ION. Значи како што можеме да видиме, претходно биле различни. Односно сме имале Horizon блокчейн кој што е настрана и е посебен, а во исто време имаме ION, така речено ова е тој сайдчейн на Ethereum Virtual Machine кој што ви дозволува да правите Proof of Stake значи блокчейни, погледнете, значи овдека Horizon бил Proof of Work, а ION бил Proof of Stake и се целосно разделени. Со тоа што сега се склопени и представуваат еден блокчейн, каде што вие понатаму може да правите delegated Proof of Stake чейнови на самиот Horizon, кој што и понатаму останува да биде Proof of Work. Значи тоа е компликацијата што се обидам да ви кажам дека и јас не ја разбирам целосно. Нивниот roadmap моментално, значи тоа е ретко го обработуваме, затоа што ова најчесто бара посебно видео. Значи во нивниот roadmap моментално само што успеале да го интегрираат овој Horizon 2.0 и моментално се во тестнет фаза до првата четвртина на 2025 година, со тоа што гледаме дека иако е моментално ефективен, официјалниот ланч на Horizon 2.0 треба да следи во втората четвртина од 2025 година, како што можеме да видиме. Значи тоа е како се движат моментално работите околу нивниот основен консензус, а ова е екосистемот за кој што ние зборувавме, значи ова е понатаму е дел од економијата и тип на блокчейн, каде што гледаме дека веќе имаат активно во различен тип на да речем сфери, имаат различен тип на децентрализирани апликации и блокчейни, што е чисто да ви покажам, иако не се многу, истите ги има, со тоа што некој очигледно веќе може да ги препознаете, како што беше, значи во оваа ситуација е MetaMask, овдека го има и оној wallet, само да видам каде отиде. Значи Anchor протокол сигурно сте го слушнале, имаше и еден познат wallet, само што сега не можам да го најдам. Snapshot, тоа е апликацијата за DAOs и така натаму. Како иде? Идејата е дека има некоја основен екосистем на блокчейн апликации, со тоа што ова е практично нивниот значи DAO. DAO имаат Horizon.discourse.group. Значи на тој начин може да го најдете DAO-то нивно. Само запишете Horizon DAO и ќе го најдете. Ова е практично нивниот snapshot, како што кажавме, нели? Каде што буквално може да одлучувате со вашите DAO токени во однос на тоа, нели, што моментално се одлучува како децентрализирана организација, со тоа што имаат и свој
Discord исто, Horizon само запишете и ќе ви ги даде и едниот и другиот, или пак исто така може да ги најдете на основната страна, само да видам каде јас ги најдов овде, на издола беа, да. Значи, еве, и овдека може да ги најдете Discord и Discourse. Значи, Discourse е буквално и самиот DAO на Horizon. Сега, во однос на токеномијата, ова е многу битно. Значи, како што веќе кажавме, основниот чейн Horizon има 21 милион токени, исто како биткоин. Со тоа што идејата е да, сега знаете, понатаму нормално дека Zen 2.0 има стейкинг механизам, тоа е delegated proof of stake, каде што има само неколку нодови на кои што вие може да делегирате ваши Zen токени, но во исто време гледаме дека нема pre-mine, значи нема доделување со ICO, нема такво ништо. Буквално од самиот почеток сите мајнери почнуваат, значи како и биткоин, значи она fair mining за секој кој што сака да биде дел од оваа мрежа, така да тоа е одлично. Тоа го прави овој токен да биде многу по-добар во однос на токеномија. Со тоа што сега ќе објаснеме околу тој дел, значи прво, ова е гајдот за тоа како може да правите майнинг на Horizon. Јас ќе го оставам во дескрипција, нормално, каде што ќе може да видите каков тип на мајнери, еве овдека пишува. Значи може да имате било каков тип на мајнери со GPU картици, или пак ASIC майнер, нормално тоа се биткоин мајнерите. Овдека се може да најдете што ви е потребно и како може да се приклучите на мрежата за майнинг на Horizon, во некој се е заинтересиран за тоа. А дополнително во однос на нодовите, оно што сакам да кажам, значи има ефективно 19 delegated proof of stake нодови, како што можеме да видиме овде. Сега ова е битно затоа што како што кажеме во исто време има и delegated proof of stake за својот екосистем. Значи очигледно може да го видите, тоа е официјално на нивниот, значи ова е самиот Explorer на Horizon. Сега, во однос на хешрейтот, значи сакам да ви покажам дека неговата мрежа очигледно расте. Значи првиот скок на да речем мајнерите во однос на тоа колку повеќе мајнери се приклучиле и се зголемила тежината на алгоритмот, гледаме дека бил во bull маркетот од 2021 година, со тоа што иако имало стагнација од текот на 2022-2023, тоа не значи дека се вратил, значи гледате мајнерите и онатаму останале активни на оваа мрежа, со тоа што сега буквално во овој последен дел со популарноста на алткоин сезоната гледаме враќање и на мајнерите на Horizon мрежата. Така да ова е позитивно затоа што гледаме дека експлозивен интерес се јавува за Horizon мрежата. Сега јас не можам да ви кажам дали е профитабилно или не, тоа ќе мора да го поврзете сами, нормално имате соодветни апликации каде што може да видите дали е моментално профитабилно да се мајна Horizon по оваа цена, значи тоа останува на вас, но само сакам да ви покажам дека очигледно многу брзо се враќа интересот за оваа мрежа. Сега ова е во однос на халвингот, затоа што ако е веќе како биткоин, истиот има и халвинг како биткоин и тоа на секој 4 години исто како биткоин. Разликата е во тоа што ствари не е на секој 4, тоа сакам да ви кажам. Значи како што успеав да видам овдека, би требало да има околу 4 мајнинзи во практично една година. Зошто 4 халвинзи се извинувам. Зошто го велам тоа? Погледнете. Со оглед на фактот дека биткоин има еднаш во 4 години халвинг, тоа е затоа што на секој 10 минути се запишува по еден блок. За разлика од тоа, Zen, еден блок запишува за 2,5 минути. Автоматски 4 моментално халвинзи би требало да има во текот на 4 години, значи еднаш годишно, така. Со тоа што гледаме дека уште од самиот почеток наградата за Horizon Zen била многу помала за разлика од биткоин. Значи првиот халвинг, пред првиот халвинг, биткоин давал награда 50 биткоини по блок. За разлика од тоа гледаме дека Horizon Zen давал само 6,25. Значи дека во оваа ситуација сега повторно, знаете како, тоа не можам да го разберам, погледнете сега. Они велат дека блокот им е 2,5 минути, така, а и понатаму тврдат дека халвинг интервалот е на 4 години. Очигледно разлика сега тоа е делот кој што очигледно не сум го сватил на почетокот. Значи за разлика од 210.000 блокови кои што се потребни на биткоин, кај ни се потребни 840.000 блокови и повторно доаѓа на 4 години. Се извинувам, моја грешка. Значи идејата и понатаму останува дека на секој 4 години има халвинг, но наградата која што првично почнал да ја дава Horizon Zen е, како што може да видите,
многу помала од онаа која што ја давал биткоин. Со тоа што веќе сме многу блиску до следниот халвинг и тоа е многу битно. Значи, тоа сакав да ви го покажам за да го знаете, затоа што оние кои се дел од оваа мрежа е многу битно да го знаат тоа, посебно оние кои што сакаат да се приклучат како мајнери. Тоа значи дека за 16 дена од денешниот ден, тоа е 26 ноември 2024 година, ќе имаме намалување на наградата за половина од 6,25 на 3,125. Тоа е многу битно, значи мора да го знаете пред да одлучите дали сакате да правите майнинг на Horizon, затоа што наградата ќе се преполови наскоро. Со тоа што нормално овдека ќе се преполови инфлацијата, која што моментално до 2024 година е негде околу 10%, а веднаш после 2024 година, после овој халвинг, ќе се преполови на 5%, затоа што ќе се преполови и наградата која што ја добивате за майнинг на Horizon. Има една многу интересна работа која што е различна од страна на биткоин. Во биткоин, значи, мајнерите ја добиваат целата награда. За разлика од тоа, овде ќе имаме ситуација во која што дел од наградата се дава на нодовите, а дел од наградата се дава и на самата фондација. И тоа процент, значи процентуално од наградата која што ја добива мајнерот, оди за фондацијата и нормално понатаму за, како што видовме, дел од нодовите. Така. И со тоа што пак ќе напоменам, значи интересно е тоа што го направиле овој модел да биде сличен на биткоин, на тој начин го прават економијата на овој коин да биде многу подобра. Уште еднаш, знаете што случува после халвинг, најчесто овие коини имаат таков експлозивен ефект после самиот халвинг, иако не секогаш веднаш после халвингот. Пример за тоа е Litecoin, кој што го анализиравме точно пред халвингот и кажавме дека најчесто до халвингот има памп, а потоа има дамп затоа што е една година пред биткоин халвингот. И тоа е едноставно проблем. Па затоа добива памп дури кога биткоин ќе направи халвинг и тоа моментално го гледаме со целиот алткоин пазар. И во исто време, покрај тоа што може да правите майнинг, може да правите и стейк на вашите токени. Ова е од јули 2024 година, целосен гајд за тоа како може да правите стейк на вашите токени, со тоа што, значи, тоа може да го правите директно од вашиот cold wallet, како што успеав да разберам, и реално, значи, инфлацијата е доста добра, значи, зборуваме за 14% награда, значи, тоа е практично награда која што добивате на вашиот Zen, со тоа што, од каде ја добивате оваа награда, повторно, верувале или не, дел од она што го мајнаат мајнерите, оди и за практично за награда на стейкинг. Значи, пак ќе кажем, интересно е направено, доста е сложено, затоа што ова е практично тоа што они го добиваат. Значи, нодовите ги добиваат токените од мајнерите, а потоа ги даваат на сите оние кои што прават стейкинг преку практично delegated proof of stake. Значи, стварно е комплицирано и обширно, но интересно направено и двата типови на основен консензус, proof of work и proof of stake се застапени. Сега доаѓаме до оној страшен дел кој што мене не ми се допаја за овој коин и затоа тоа е една од главните работи, затоа што јас кажувам дека во нашето портфолио имаме 0% privacy коини. Зошто го велиме тоа? Затоа што privacy технологијата ќе биде еден голем проблем наскоро за сите оние кои што моментално инвестираат во неа. Зошто го велам тоа? Значи, не заборавајте дека има општо, едноставно, моментално има страф од тоа што може да направи privacy технологијата. Се разбираме? Значи, на државите не им одговара да има privacy коини и затоа моментално, значи, тоа што го гледаме е едноставно хајка против сите проекти кои што се privacy. Со тоа можеме да го видиме последен пат кога го гледавме значи, делистинг на Monero од Binance, од Coinbase и така натаму. Истото, за жал, може да го следи и овој проект. Еве една позитивна вест пред да почнеме со негативните нормално. Значи 22 ноември, тоа е само пред 4 дена, Grayscale официјално значи го поднесува извештајот за профитабилноста од неговиот Horizon фонд. Значи, верували или не, Grayscale има свој Horizon фонд каде што продава акции за учество во овој фонд, а он истиот, нели, за тие акции купува во противредност Zen токени. Значи, тоа не покажува дека институционално овој токен е земен во обзир. Значи, повторно, Grayscale не туку така одлучува да земе некој проект и да направи приватен фонд за него. Во исто време гледаме дека Binance се уште го поддржува овој токен, не само што го поддржува, туку и, значи, онаа надградба на Horizon 2.0, каде што се интегрираше и Delegated Proof of Stake, гледаме дека на 12 септември била поддржана од Binance. Но каде е сега овдека проблемот? Погледнете. Значи, имаме ситуација во која што OKX веќе најави делистинг и направи делистинг на
privacy токените, вклучувајќи ги Zcash, Monero и Horizon, Zen и Dash. Значи, тоа е проблемот кој што постојано го зборувам. Едноставно, државите прават хајка privacy технологијата да не биде дозволена. Значи, нив им одговараат блокчейните ако се целосно транспарентни, но не им одговараат ако се приватни. Затоа што во тој случај они не можат вас да ве следат што правите на блокчейн. Се разбираме? И затоа е уште една ситуација каде што значи Binance веќе направи делистинг на Monero, а не само Monero, туку и Zcash и Horizon се така речено во ризична група дека наскоро ќе бидат делистнати. Тоа е проблемот за кој што јас постојано зборам, кој што верувам дека може да биде голем проблем сите оние кои што инвестираат во овој коин, затоа што се сеќавате што се случи, значи буквално половина од цената Monero ја изгуби кога добивме вест дека ќе биде делистнат од Binance. Друга интересна работа која што мораме да напоменеме во однос со Horizon Zen е неговата токеномија, како што кажав, значи веќе околу 15,5 милиони токени се пуштени во оптек, а 21 е вкупната количина. Уште една станува збор за коин кој што нема лоша токеномија, затоа што нема значи нели доделување на тимот, доделување на инвеститори, на angel investors, на private VCs и така натаму. Значи во целата оваа ситуација тоа е многу добро и оваа токеномија е многу позитивна. Значи уште еднаш ќе кажам, токеномијата на овој коин е феноменална. Ако мене ме прашувате, копија на биткоин е паметна идеја. Почнете од Litecoin, кој што исто така има добра токеномија, така и овој проект. Со тоа што гледаме дека истиот веќе направил предходен нов all-time high од 2018 година, значи тоа е, погледнете, постои уште во времето на почетокот на Ethereum практично, каде што гледаме дека успеа да достигне нов all-time high на втората мета на FIB. Значи, еве гледате и сами тоа што јас постојано го зборувам, значи Фибоначи навистина помага во утврдување на мети кога станува збор за следен bull market, со тоа што следното го очекуваме доколку сега, знаете како, ако немаме делистинг, ако видиме дека, например, се повеќе и повеќе се враќаат мајнери на мрежата, се развива апликационата, да речам, она заедница која што имаме како децентрализирана екосистем на овој блокчейн, тогаш можеме да разговараме за нов all-time high, но не можеме да бидеме сигурни додека не видиме како ќе се движи во следниот bull market. Значи, погледнете, ова е класична head and shoulders формација која што се уште е на овој надолен тренд, значи се уште ефективно не излеголо bear market, каде што гледаме дека метата, првата мета од оваа проекција ни е негде околу $44, што е практично, може да видите и сами, значи отпорот кој што тоест поддршката која што помогнала за овој dead cat bounce од 2022 година, 2021 година, што значи дека ефективно почетокот на првото ниво на Фибоначи за движење нагоре ќе биде и метата која што потенцијално треба да достигне, тоа е некој 4x од овој момент. Сега, дали ќе ја достигне, тоа мислам дека е лесно, затоа што станува збор за првиот breakout од овој почеток на bull market, значи ова е ефективно како изгледа еден коин во почеток на bull market, значи само што не успеал да пробие над средните вредности на Market Cypher, гледаме на месечно ниво конечно корекција каде што веќе сме направиле второ дно, ова е така речено оној момент каде што го градиме моментумот за кршење нова bear формација, која што гледаме онаа голема права, каде што моментално имаме придвижување на базичната над сигналната линија, и ова е така речено точката која што ни покажува промена на моментумот. Гледаме прилив на средства, значи овој црвен бран се зголемува се повеќе и оди на кај нулата, VWAP веќе ни покажал breakout, Stock RSI веќе ни покажал breakout, дури и RSI веќе се движи нагоре, со тоа што повторно моментот е овој месец да успееме да се здржиме на ова ниво, каде што следната свеќа веќе ќе почне надвор од оваа права и на тој начин имаме шанси да влеземе во следниот bull market, но овој кој не е ефективно на почеток на bull market. Тоа е многу добра работа, со тоа што потенцијални најдобри мети кои што можеме да очекуваме се негде околу, знаете и сами, третата и четвртата, тоа е идеалното место каде што поголем дел од алткоините што се успешни во еден bull market стасуваат, а тоа е негде околу $600 до $700 би рекле, но повторно ова е најдобро можно сценарио. Јас за жал тоа не го гледам дека ќе се случи, посебно затоа што и понатаму оваа хајка на приватни на privacy коини е и понатаму многу активна. Сега, за жал, одека во однос на активни девелопери, значи не можев да најдем информации, едноставно нема, погледнете и сами, Horizon, тоест ова е во однос на, се извинувам, во однос на скрипти. Значи колку скрипти, гледате, значи единствен проект кој што моментално го има е Holo, Zen ќе пишеме,
нема ни за Zen, како што може да видите. Значи, за жал, нема информации за тоа колку е активен самиот како блокчейн и како екосистем во однос на развивање на својот екосистем, тоа што почнеме да го споредуваме во однос на неговите комитс на GitHub. Но сега тоа не се сите толку транспарентни. Проблемот е што ова е блокчейн од 2017 година, би требало да биде транспарентни, да биеме реални, и во однос на тоа колку девелопери има, погледнете, значи ако запишеме Zen, ни го дава Horizon, но погледнете, едноставно нема информации. Тоа значи дека не доставуваат информации до оваа апликација за тоа колку девелопери моментално работат, што е лошо. Значи во оваа ситуација ние немаме информација ни колку скрипти се прават, ни колку девелопери работат на самиот проект, што значи дека ние реално немаме увид во тоа дали и колку се развива самиот екосистем од оној транспарентен дел кој што го нуди самиот блокчейн. Ова е нивниот Explorer, чисто да знаете како изгледа, значи тоа е explorer.horizon.io, значи ефективно каде што може да ги најдете сите трансакции до сега. Со тоа што во однос на rich list, тоа е уште една работа која што постојано проверуваме. Значи гледаме овдека се овие 53.000 и 30.000 коини кои што моментално се најголемите, со тоа што е сега ова би можело да бидат мајнери. Овдека ова би можело да бидат мајнери, но овие првиве јас верувам дека и понатаму представуваат можеби некои новчаници на нивниот трежери, се разбираме. Затоа што знаете и сами дека процент од овие трансакции одат кај трежерито на Zen. Сега проблемот е што за жал немаат информации, значи ние овдека проверивме, погледнете. Значи во токеномија за жал нема информации за тоа на пример колку трежери моментално поседува. Не успеав да најдам таква информација, значи гледате дека во токеномија нема практично ништо како што може да видите за овој проект и тоа е лошо. Значи ние не знаеме сега дали овие се мајнери кои што можеби мајнале од самиот почеток или пак представуваат да речем количина која што моментално има трежери. Тоа што гледаме дека станува збор за активни новчаници. Погледнете. Значи овој новчаник извадил од истиот милион, тоест 1138 коини. Пак ќе кажам, значи децентрализирана е затоа што погледнете, значи надоле веќе имаме многу мали количини, ова се само неколку китови кои што можеме да ги видиме овдека, со тоа што пак ќе напоменам првите две мени и понатаму ми изгледа дека станува збор за самиот трежери, значи тоа е нели главната фондацијата на Horizon, но за разлика од тоа од третото па надолу гледам дека тоа препоставувам дека се некој тип на мајнери кои што имаат поголемо учество во мрежата. Како идеја, значи тоа е она што го имавме да го кажеме за само да видам дали сме покриле се. Значи апликација веќе објасниме, станува збор за практично proof of work, со тоа што има огромна конкуренција, истиот не можам да кажам дека еден од најдобрите, значи и самиот market cap ни го кажува тоа, ако еден од најдобрите ќе имаше и многу голема инвестиција во него, а од 2017 година истиот успеал да задржи само 170 милиони долари market cap, тоа е лош показател. Дали има апликација од реалниот свет кои што го може да го заменат? Нормално дека не, станува збор за Layer 1, блокчейн, proof of work. Roadmap веќе објаснивме, значи се наоѓаат на подобрување на оној така речено реализирање целосно на нивниот 2.0 апдейт, техничка анализа направиме, фундаментална анализа направиме, вести има, партнерства не најдов. Значи единствена и најдобра вест која што видовме е за Grayscale, тоа дека имаат ваков тип на фонд. За жал нема, значи добро е што нема кривични судски случаи, никако против него и proof of work не верувам дека ќе има, но како што веќе кажавме, една од најнегативните вести кои што видовме е тоа дека знаете и сами има ефективно хајка против сите privacy протоколи, каде што имаме целосно значи шиканирање, едноставно се избркани од сите овие, да речем, централизирани менувачици. Моментално најголема застапеност на овие проекти е само на дексовите. Така да понатаму ќе видиме како се тоа ги се одвива. Веќе објасниме за тип на блокчейн, залиха и сето тоа објаснето и верувам дека со ова на некој начин успеавме целосно да објасниме се што имаме да кажеме за овој коин. Со тоа што значи за крај да подсетиме дека за стейкинг и за майнинг линковите ќе бидат во самото видео, во дескрипција, за да може да најдете како сето тоа може да го направите и кои ви се потребни, да речем, машини и како може да направите стейк. А сите оние кои што прв пат се на нашиот канал, беве замолил да го погледнете видеото на самиот врв на нашиот канал, кој што ќе ви помогне да научите се и да најдете се во одредени плейлисти, затоа што нашиот канал е доста организиран, но треба да знаете што и каде барате, така да погледнете го во видео, ќе ви разјасни се што ви е потребно за да имате идеја што и
каде барате, имаме повеќе од 1300 видеа, така да е малку тешко да се снајдете за почеток. А во секое наше видео прво би ве замолил доколку ви се допаѓа оно што го работиме, значи ставете лайк, шер, subscribe, тоа е најмалку што може да направите за нашата напорна бесплатна работа за да ги информираме македонците за тоа што е блокчейн технологија, како може да речеме профитираат од истата, како да инвестираат во истата, исто така и нормално сето оно што го правиме околу макроекономија и геополитика, така да помогнете ни со еден основен акт на лайк, шер, subscribe доколку ви се допаѓа нашиот материјал. Во самата дескрипција, како што кажеме, ќе го најдете и Black Friday видеото за тоа како може да се приклучите на на нашата Patreon заедница. Потоа имате, како што може да видите, дескрипција за тоа што зборуваме и во кој дел од видеото, како и линк на нашата Patreon заедница, како што кажеме, многу едноставно може да се приклучите на истата. Само patreon.com, запишете CryptoGameggia како дигитален креатор во search барот и ќе не најдете, или пак најдете го овој линк до нашата Patreon заедница. Овдека е и нашиот дел од работата кој што е наменет за помагање на македонците во Македонија. Тоа се овие блокчейн адреси, како и оваа Купи ми кафе апликација, кои што представуваат посебен тип на да речам помош која што ја собираме за македонците во Македонија. Значи сето оно што е пратено од вас како добротворна да речам донација ќе биде собрано и ќе биде доставено до некоја македонска кауза која ќе имаме собрано доволно средства. И на тој начин, например, ќе помогнеме на македонците назад во Македонија. Потоа ги имате социјалните мрежи кои што ви препорачал да ги следите, затоа што имате многу информации надвор од оно што моментално го споделуваме на самите видеа. На тој начин ќе имате дополнителен материјал кој што може да го најдете, како и нашите резервни канали на Odyssey, Rumble и Rutube. Не заборавајте, секое утро на Rutube објавуваме по едно видео од нашата веќе огромна плейлиста на напреден курс за техничка и фундаментална анализа, каде што значи ќе можете во утринските часови, доколку сте малку назад со материјалот, да ги следите овие постари видеа и да стигнете во однос на едукација до она каде што се наоѓаат поголемиот дел од учесниците на нашата заедница. Така да ви благодарам, се надевам дека уживавте. Не заборавајте, во утрешниот ден ќе имаме ново видео, а тоа ќе биде видеото за само да најдеме каде е, за коти. Верувам дека ќе биде доста интересно видео. Оваа недела продолжуваме и понатаму со овие 4 останати коини, со тоа што во петок нормално ќе имаме лайвстрим, каде што ќе разговараме за тема која што вие ќе одберете. Значи во текот на овој ден ќе направам и гласање за да ни кажете што би сакале да биде темата во петок на самиот лайвстрим, значи за што би разговарале. А нормално во недела веќе спремаме подкаст со Криптофил на нашата Facebook страна. Значи имате постер. Тоа е овој пост, каде што може да ни оставите во коментар идеја што би сакале да разговараме со Криптофил, значи, нели, што би било отприлика вашата идеја, што би сакале он да ни одговори, за што би сакале да слушате како разговараме, така да оставете коментар, се уште може да го направите тоа, а ние во петок планираме да го снимаме овој подкаст, така да во недела ќе биде неделно специјално видео и нормално се надевам дека ќе уживате како и натаму, се гледаме во следното видео и поздрав од CryptoGameggia.